Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во новогодишните вести во 6. Ова се насловите. Збогум за пандемиската 2020 година. Македонија и светот со желби и надеж за посреќна и поуспешна нова 2021. Ветото од Бугарија ги урна европските надежи на Македонија во 2020-та. Има ли надеж за договор со Софија во новата година? Треба да го решаваме проблемот кој што не знам кој е проблем. Ексклузивно откриваме зошто инженерскиот полк на Каракачанов сепак не стигна да ги отстранува спомениците во Скопје. Што рекол Русија? Може планира да испраќа инженерци во Русија? Не знам за тебе, ама ја искрено се плашам. Хероите на 2020-та, докторите и медицинските сестри на првата фронтовска линија во битката со коронавирусот. Канал 5 на еден ден на терен со итната помош. Астролозите ни откриваат што ни предвидуваат звездите за новата година. Ке има ли крај на пандемијата и ќе биде ли победикет на 2021-та? Ова беше долга, тешка година. Светот и човештвото се соочија со пандемија од досега невидени размери. Коронавирусот ни го промени начинот на живот. Вирусот не затвори во домовите, ни зеде сакани, ни скрати задоволства и дружби, но не научи на солидарност и на одговорност. 2020-та ја испраќаме со желба да не се повтори, а новата со надеж дека ќе имаме победа над оваа подла болест. Светот и Македонија ги користат последните часови за подготовка за новогодишната ноќ. Каква е атмосферата во Скопје, во живо, го прашувам Михајло Видимлиски. Михајло, еве генерално, и пред да го живееме ова ново нормално, обично во овој дел од новогодишната ноќ, во секој случај било помирно. Без прослави, големи луди забави ја пречекуваме 2021-та, но дали сепак има некое чувство дека ќе се празнува вечерва? Борче, со оглед на тоа што овде на градскиот плоштад во центарот на градот може да забележи дека има голема раздвиженост, има многу луѓе, може би наликува на онаа атмосфера до предминатата година кога се дочекуваше новата година и овде на градскиот плоштад, кога организирано имаше музика и граѓаните ја дочекуваа новата година. Сепак годинава малку поинакви услови. Поради пандемијата со коронавирусот нема вечерва да има организиран дочек на новата година. Овде на плоштадот на градскиот плоштад се уште има луѓе, има млади, има и повозрасни граѓани кои што го користат овие последни часови да се прошетаат и да почувствуваат барем малку од онаа новогодишна атмосфера што вообичаено била за овој период од годината. Исто така и нетипично е што имаме релативно високи температури, 9 степени во центарот на градот, па поради тоа и граѓаните се решија во голем дел речиси целиот ден да го поминат надвор, не само овде во центарот на градот, туку низ целиот град да има некоја поголема раздвиженост. Можеше да забележи Ворче раздвиженост не само овде на градскиот плоштад, туку и на булеварите с големен број на автомобили, на булеварот Партизански одреди, на Линденска, дека се уште може да се забележи дека всушност течат последните подготовки за дочекот на новата година, како што кажа, во поинакви услови, со оглед на тоа што нема да работат кафулињата, нема да работат рестораните, забрането организираниот дочек на новата година, исто така е забрането и групирањето во домовите. Токму поради тоа еве како што стана 18 часот точно, сите кафулиња ги затворија овде кои што се наоѓаат на градскиот плоштад. Сепак музика, иако се слуша од некои од објектите, овде се уште може да се забележат поголем број на граѓани кои што се шетат, барем малку да уживаат во оваа новогодишна атмосфера. Гужва во текот на денот Борче забележавме и пред маркетите, но и пред банките, со оглед на тоа што кажа луѓето, најголем дел од нив ќе го поминат дочекот на новата година во домашни услови, во кругот на семејството, па токму затоа и ги правија последните подготовки за дочекот на оваа 2021 година. Михајло, највозбудени и најсреќни, најискрени се децата, најмладите во пресрет на новогодишната ноќ. Кои се нивните желби?
Така е, Борче, денеска во текот на денот порано дури имаше сонце, голем број на млади дечиња имаше овде на градскиот плоштад, кои што уживаа во украсите и барем на нивните лица на вистина можеше да се забележи атмосферата дека наближува новата година, дека вечерва ќе се чека нова година. Ги запрашавме дечињата кои се нивните желби, што очекуваат Дедо Мраз да им донесе, да слушнеме во продолжение од анкетата. Моите желби се Мистер Бин и неговата меча. Која е твојата омилена играчка? А други некои желби имаш дополнителни? Не. Тоа е се? Што сакаш да ти донесе Дедо Мраз? Вина и парфем. И парфем? Воз. Воз! Воз на струја или каков? На струја. Да? Да, на струја Да сакам. биде голем, така? Да. А други желбички имаш освен ова? Сакам мост, како иде возот мостот. И сакам коцки. Михаело, стандардно во новогодишните вести кажуваме и дека во некои делови од светот веќе ја дочека новата 2021. Каде? Така е, Борче, во зависност од временските зони на земјината топка веќе новата година пристигна во Австралија и во Нов Зеланд. Да погледнеме во продолжение каква беше атмосферата и дел од спектакуларниот огномет. Така, Борче, тоа беше дел од атмосферата од дочекот на новата 2021 година во Австралија и Нов Зеланд. Може да се забележи позади мене атмосферата на градскиот плоштад. Има луѓе, разено е, има и млади, сепак како што кажав, бидејќи се насила мерките за заштита од ширењето на коронавирусот, забранете организираниот дочек на новата година овде на плоштад, така да претпоставувам дека граѓаните ќе послушаат апелите и од здравствените власти, но и од Министерството за внатрешни работи се воздржат од организиран дочек на новата година, пред се да се заштитиме самите себе си и да ги заштитиме нашите најблиски од коронавирусот. Ова е атмосферата од центарот на градот. Студио. Така е, Михаило, иако на почетокот кажав дека генерално низ годините во овој дел од ноќта има помалку народ, според она што сега го видовме, тоа не е така. Во секој случај да се надеваме дека сите апели ќе допрат до граѓаните и ќе се придржуваат до мерките во ова корона криза. Михаило Видимлиски за атмосферата во центарот на Скопје ти благодарам. Declining a pandemic. Македонските власти соопштија дека и во земјава е потврден случај на заболен од овој опасен Првиот вирус. смртоносен случај од коронавирусот е 57 годишна жена од Куманово, која била посмртно дијагностицирана. COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денес. Прогласуваме вонредна состојба на целата територија на државата.
победиме на избори. Успеавме, народе мој! Наместо детскиот џагор, тишина во училишните дворови. Der Beitrittsprozess darf hier nicht zur Geisel bilateraler Forderungen einzelner Mitgliedstaaten. Четири зида, каде да идам? Корона, чао, ајде, чао, чао, и пак по старо, да живне народ, ма ќе се пребородиме. Измешани чувства и конфузна година за Македонија. Блокадата која што Бугарија ја стави на македонските аспирации на крајот од оваа година да ги почнеме преговорите за членство со Европската Унија е еден од настаните што ја одбележаа годината. Има ли надеж дека новата година ќе донесе решение за македонско-бугарските отворени прашања? Јован Ѓорговски од еден поинаков агол ги анализираше случувањата на релација Скопје-Софија. Както ние признаваме реалността, така те трябва да признаят миналото. Българската история с обективното признание на историческата истина. Кражба на история. Па каква историска година за добрососедските отношенија, драги мои? Почнавме со оптимизам како и секогаш. Короната уште не беше стигната, блокади ни на поведок, а датумот за членство во Унијата бетониран. По трети или четврти пат. Не е ни важно веќе. Северна Македонија почнува преговори за членство во Европската Унија. Бугарија не се повлече од ветото на преговарачката рамка за Македонија. Цела среќа што ова не се случуваше пред 80-на години. Па може ли да замислите како тогаш ги решавале билатералните спорови? Фала му на Бога што нашите бугарски браќа не живеат во миналото. Ако требаше им пратя пионерниот полк, инженерниот полк да им помогне. Мајде ти се молам, ако не они, добро е што барем ние од наша страна си ја знаеме историческата истина. Еле е така? Ние с вас сме татари, фашисти, окупатори. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. На българина винаги е кълъм уидва на другия ден. Абе, народно-ослободителната борба да ти била уствари реформа во администрацијата. Значи, ако добро разбрав, партизаните први срушиле режим со пенкало. Каква била таа борба, човече? Па тоа листови, штембили, пенкала летале на сите страни. Каде што пишувало бугарска фашистичка рака, фашистички куршум, фашистичка рака. Ако мисле да се нестали мртви сведоци, чии гробови се још свежи, нека не мисле да ќе зашутити живи сведоци кои још овде постоje. Пра сега, да бидеме реални, администрација не е шала. Не, ова мора да е некој лош сон. Или тоа, или прерано почнав да ги славам празнициве. По целата ситуација, емоциите беа на високо ниво, па се правеше и по некоја грешка. Ајде, живе Зоран! Не, дечки, дајте озбилете се малку, па за татковината се работи. Аман веќе. Имам информација дека овој викенд се распарчува Македонија во Софија. Овој викенд или следниот? Или можеби тој што помина? Не, емоциите беа на високо ниво. Премногу сум се надевал, премногу сум очекувал и ова кине, пече, корни и се. Страстите од другата страна на границата да се успокојат. Ситуацијата веќе стануваше премногу озбилна, но Македонија имаше барем еден џокер во ракавот. Своевиден супермен од минатото. Јас не сум како некој што велеше асот од ракавот или џокерот кој го влече денеска министерот. Бугарите конечно имаа од што да се плашат, а Македонија доби сидро кое ќе ја влече. Напред, нели? Овој пат дури ни тлото не остана мирно. Земјотресот беше со магнитуда од 5 според Рихтеровата скала. Ах, леле, барем ги имавме историчарите. Па на кого најдобро да му ја припуштиш иднината, ако не на луѓе кои се занимаваат со минатото?
Она, заедничкото, вкрстеното, измешаното, тотално нејасното. Па еве имаме информација патувајќи према Неготино дека тргна работата. Првите луѓе на мешовитата комисија Драги Георгиев и Ангел Димитров се согласија за само едно, дека напредокот е еднаков на нула. Не знам за вас, ама јас сум сега целосно изгубен. Нешто слично како партизаните со администрацијата, така некако. Па вака веќе не може. Дај нека се средат ова политичариве. Јасно да се каже кој што сака. Ако имате вашите претенции, дајте ги докато сте тук. Ќе дадеме се што може од наша страна. Во целата оваа драматична ситуација, барем на некој начин се спротивставивме на бугарските барања. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. Рапот не е мртов. Да живее Еминем. Добро, барем се знаели што точно е проблемот меѓу двете земји. Треба да го решаваме проблемот кој што не знам кој е проблем. Нашата позиција, тя не е лесна за разбиране. Од целава мрачна ситуација годинава, барем два збора ќе ни останат врежани во меморијата на сите. Ке се утврдува финалната верзија на преговарачката рамка. Да ја утврдат конечната верзија на преговарачката рамка. Преговарачката рамка за земјава ќе се најде на агендата. Бугарија бара да бидат вклучени во преговарачката рамка. Условите да бидат дел од преговарачката рамка. Но во ниту еден случај не би бил дел од преговарачката рамка. Да биде усвоена преговарачката рамка за преговорите Зависи од одлуката на Советот на Европската унија за преговарачката рамка. И на ЕУ преговарачката рамка. Сега навистина шегата на страна. Ветото е тука и можеби ќе остане некој подолг период. А историјата, онаа за која некои тврдат дека е зедничка, измешана, поделена, вкрстена, раскрстена, каква и да е, нека си решаваат стручните. Си учеле школа луѓето. Колективната меморија пак понекогаш навистина е црно-бела, а вистината кристално јасна за сите, па дури и за оние кои не сакаат да се соочат со неа. А колегата Гоце Герасимовски со ексклузивни информации зошто не се остварија најавите на вице-премиерот Каракачанов за испраќање инженерски полк за отстранување на спомениците во Скопје. Еве кој и зошто интервенираше. Значи, влагаме вечер преку ДВ Бајер, собираме Захариева по пат, споменик по споменик дигаме во воздух и кидавела. Инженерниот полк одма да се спреми. Јас у комбето за Биршли ке дојдам. Фактот што за прв пат од нашата независност прогласуваме военна состојба укажува колку е сложена ситуацијата во која се наоѓаме и колку е голем ризикот за сите нас. После 21 часот да не се движиме. Најбитни од се капацитетите. Болничките кревети, лекарите кои што треба да се вклучат во оваа борба. Советот за безбедност повикува да се смират страстите. Во спротивно, следат санкции. Со историја и географија ќе учите и трбушни плес. Ете, ветото твое до кое дереđe не донесе. На стари години трбушни плес да вежбам. Например, 3 пати вето им турив. Ни пилатес, ни јога во ведоа. Јас и Никола, например, си се запишавме на ритмичка гимнастика, така? Да. Витки сме си изгоднички. И убави. Ја му казах на Красимир да седи мирен. И онака пола паметници во Македонија ги избрусија. Што рекол Русија? Може планира да испраќа инженерци во Русија. Не знам за тебе, ама ја искрено се плашам Каракачанов да не ми ја бутне статуата на слободата. Ја војска праќам околу Ефелова кула. Меркел со жив штит ќе ја брани Бранденбуршката порта. Ма каков жив штит? Знам ја како треба. Дали сме спремни да ги браниме спомениците? Ура! Слушај, Бојко, Македонија да не ми ја пипаш. Таму сум најпопуларен.
Ама ние администрација праќаме, не војска. Ќе кажеш што е проблемот со македонците? Не искат да ми го пратат новиот албум на Дац и Александар. Значи цело време тој бил проблемот. Да. Целувките на Ана ти се свиѓа, а? Ептен е добра. Значи да ги притиснеме македонците. Ептен ке ми завршиш работа. Ма и гратис песна ќе направат. Вето чао. Договорено. Значи, Даци Митевски прату анекс на договора. Супер ракопис имаш. Ами нежни раци имам аз. Вајда Чешка и Словачка нема да блокираат сега. Дека таков договор или анекс на договор не постои, излегува дека се необична шарена лага. Нешто на кое што сме горди како телевизија. Политичките емисии на Канал 5 само вистина и само интервју изминатава година остана најгледани телевизиски емисии. Со гостувања на речиси сите највисоки државни функционери, политички аналитичари, новинари, уметници и научници. Ана Торевска-Мицевски ни ги издвои најинтересните и моментите вредни за паметење. Никој денеска не може да се сложи дека состојбите во државата 30 години не биле розови. Но исто така можеме да се сложиме дека состојбите во државата биле помалку или повеќе понерозови. Ти си цел живот четврт ешелон на ДПМН. Не е Сега точно. твоите фрци вече си ги од ДПМН. Не ме лепи мене со ДПМН. Што имам јас со ДПМН? Ти не успе да станеш ешелон на ДПМН. Како фешо? Ја да сакам да се шитнам и имаше да ОСДС. бидеш. Па ти се шиткаш. Па ти редовно се шиткаш. Нема да ставате партиски директори. Боже сачуве. А кај што бараат луѓе во партија? Исклучиво. Која е идејата на политичката партија Па за тоа? тоа е вашата професионална администрација. Ве прашувам, значи Ова е политичките девијантност што вие го зборите. политички партии Само со постојат, компетенции. а со ништо компетенции друго. кој ќе одлучи за тие Еве сега ќе компетенции? ви Вие. дадам. Имаше референдум, имаше локални избори, имаше претседателски избори. Се решија проблемот со Бугарија, се реши проблемот. Да, ги кажав ја околностите. Кога лажал? Сега лаже? Или лажал тогаш кога видел дека сите проблеми се затворени? Јас просто се зачудив дали слушам бугарски политичар или македонски политичар. Го имате слушнато вашиот лидер како на бугарски изговара, да го потврдувам договорот. Можам- Знаете да го препознаете Не, јазикот и ве разликата и молам, тоа е дистинцијата. до средина на мај или до почеток на јуни вирусот сам природно повлечи лажна слика дека се е во ред, едно лажно образство единство. Очигледно погодувам право во центар во делот на криминалот и корупцијата кои што се случуваат во моментот во Македонија. Или може би имате таква карма па лепите такви луѓе како. Па јас повеќе би рекол дека удирам онаму каде што не очекуваат. Искрено верувам дека Груевски ќе се врати. Јас сум 78 роден, ако е Сашко стар 3000 години, дај да го ставиме у некој мавзолеј таму и да го чуваме ко богиња, ко светиња, не знам како. Ја не сум стар 3000. Туршија ли тебе да те чувам? Ја не сум стар 3000. Леви либерали, кај можеме Ама- мене у музеј ќе ме тебе каде? У Туршија да те ставиме? Ние сме за жал рекордери во однос на НАТО. Секој од нив влезе во политиката горе-долу голтар, излегува како богаташ. И тука ќе се стегне, нема вака, зимај плата, клати врата. Тоа заврши веќе. Тоа ние со тренирањето на магарињата, потоа онаа берберница која што земала баснословни суми на пари. Ако се огрешиш по закон, има да одговараш. Тоа е порака која што денеска се случува. Гледате дека истраги, предмети, пресуди и против опозицијата, ама и против власта. Трас. Гледате колку е забегана работата. Трас. Денеска црново е црно, а утре според него црново е бело. Контра опозитова се што го кажа очитуван соговорник. Ти не можеш да завршиш во 3-4 недели 2 века. Не е ни риба, не е ни девојка. Што не се преобратиле тие во Срби, да речеме, ако така лесно се преобратувале? Најтешката работа е првото вето. Ајде заради вашите многу убави очи,
Од сега натаму ќе сметаме дека Италија не била фашистичка. Никако не може да се одлепите од господинот Груевски. Постојано ги повтарате истите работи, како на плейбек. Денеска со братко тој утре подгответе нацијата. Имате прилика пред камерите, директно обратите се и оградете се еднаш од Груевски. Во политичка смисла на зборот представува политичка мафија. Еве една значка за НАТО и нашата земја, која што вие гласавте Република Северна Македонија во НАТО, во да се носите на реверите. Во интерес на празникот, еве еден новчаник да го има, да се го чува. Това не е во духот на Ова е само празен поклон, нема да го празен, тоа не е тоа има друга символика. Јас ви давам нашето знаме. Вистинска можност. Во духот на ферплејот дали сепак ќе се ракувате? Ајде. Еве што за новата 2021 година порачува македонската музичка поп звезда Елена Ристев. Срекна нова година. Она по кое што сите ќе ја приметиме 2020 е дефинитивно тоа дека застана светот. Застана и за мене, и застана за сите нас. Со тоа што освен тие лоши нешта и проблеми кои што ги имавме, да речем, повеќето со короната или ковидот, за мене се оствари една многу убава работа или еден долгогодишен сон, а тоа е мојот бренд за козметика се лансираше. За жал во ваква година, но за среќа вистина доживеавме голем успех, промовиравме, овозможивме продажба и така. Сега за 2021 година сите ние една желба имаме, да не кажам цел свет истата желба, а тоа е пред се да сме здрави, да не слушаме веќе лоши нешта, да се врати животот во нормала. И она што јас ќе го посакам како музичар или артист пред се, а потоа и бизнисмен веќе или бизнисменка, би посакала нормално повеќе музика, да направам многу повеќе песни, веќе работам на случајот, и генерално да слушаме само убави нешта и повеќе музика. Среќни новогодишни и божикни празници на сите гледачи на Канал 5 телевизија. Ви посакувам пред се добро здравје, љубов, среќа, музика и многу побава 2021 година од 2020-та. Се надевам дека следната ќе зборуваме за многу побави нешта. Да сака ваша Елена Ристевска. Докторите и медицинските сестри се хероите на 2020 година. Беа и се уште се на првата фронтовска линија во битката со коронавирусот. Јана Јосифовска помина еден ден на терен со итната медицинска помош која во оваа корона криза понесе голем товар. Ако итната медицинска помош би се споредила со војска, тогаш таа е пешадијата во армијата наречена здравство. Луѓето кои херојски се тркаат со времето за да спасат човечки животи. Поречи се една година корона криза, вработените во итната медицинска помош се првите кои имаат контакт со лица заболени од COVID-19, но не се предаваат. Иако работат по 12, често и 24 часовни смени, не пречекаа со позитивна енергија, подготвени за нов предизвик. Набрзо потоа следуваше повик за помош. Тричлената екипа се подготви за само неколку минути. Со посебни протоколи и целосна опрема за заштита, амбулантното возило тргна во акција. По половина час мисијата беше успешна. Пациентот згрижен и безбедно транспортиран во ургентниот центар. Ова е заштитната опрема која е секојдневие на вработените во итната медицинска помош. Секој амбулантно возило пред и по секоја интервенција се дезинфицира. Опремата од медицинските сестри и од докторите, 8 редовна дезинфекција оди и под UV ламба. Од 30 до 40 повици дневно само за ковид пациенти во време на пикот. Во последниве 10 дена релативно е намален тој број, тврдат од брзата помош. Стравот од зараза секако постои и покрај комплетната заштита, но сега сме далеку поподготвени, велат. Значи покрај ковидот кој што ги имаме во секојдневието и ни е поактуелен во овој период, значи имаме и другите интервенции кои што секој пат сме ги имале, од сообраќајки, од инфаркти, од мозочни удари,
од болници, значи со карцином пациенти, значи секојдневието ни е тоа. Не ги имаме испуштени, не ги испуштаме тие пациенти, меѓутоа сепак сега приоритет се ковид пациентите. Кога беше пикот, да кажеме, овој период зимово, бројката воопшто и интервенциите, значи се случуваше до 2 часа да имаме 40 интервенции само ковид, додека до 19 часа додека заврши работното време да стигнат и до 80. Почетокот ни беше тежок. Не знаевме што се соочуваме, дали ни е доволна таа заштита што во моментот ја имавме, дали ќе добиеме нова заштита. Пред се, значи на почетокот ние располагавме само со маски и со ракавици. Првично кога почна бранот на COVID-19 во Македонија, потоа кога веќе добивме заштитна опрема, кога имавме скафандери, имавме маски, имавме капи, калјачи, веќе се ни беше појасно, добивме некоја слика околу вирусот, веќе беше поедноставно и полесно и за нас. Пред се чувствувавме безбедни, безбедни од аспект да можеме да им помогнеме на вистински начин на пациентите и да не чувствуваме страф за својот живот. А каков е предизвикот да се биде задволенот на амбулантното возило, ни раскажа Владко Крацовски, човекот кој повеќе од 25 години се соочува со невозможни мисии, да не задоцни ни секунда повеќе. Сега со ковидот може да се каже дека е нешто потешко, бидејќи така се одвива ситуацијата. Во сообраќајот треба да се снајдеш, значи некогаш треба да изведеш нешто неможно за да стигнеш што побрзо кај што треба да стигнеме на интервенција, значи треба да простор, време, по тротоари движење, потребници движење, се со цел за да стигнеме што побрзо. Недостигот на болнички возила се уште не е решен, а освен вирусот, работата на итната помош ја отежнуваат и несериозните повици од граѓаните. Цело Скопје го обслужуваат 7 екипи. Свесни сме, велат, дека секоја минута е важна за оние кои не повикале, но луѓето мора да разберат дека брзата помош се бара само тогаш кога е витално загрозен животот. За да излеземе секаде во поредот и да интервенираме, мора малце свеста кај граѓаните да поработи и да бидеме викани само таму каде што е навистина неопходно. Значи имате состојби каде што е срцево-садов систем, значи има инфаркти, мозочни удари, пореметување на ритам на срце, мозочни удари, состојби каде што се случуваат секојдневно низ градот, тоа се инциденти, сообраќајки, падови, крварења, болни од карцином, паднат падавици, значи состојби кои што навистина го загрозуваат животот во моментот. Да интервенираме таму каде што како институција постоиме. За новата година вработените од брзата помош имаат иста желба. Победа над невидливиот непријател, повеќе здравје и поголема свесност, а помалку повици за интервенции. Ги повикаа граѓаните да им помогнат во битката со COVID-19 и за новогодишните празници, да ги почитуваат препораките и да не се групираат. На крајот од годинава светот брои 83 милиони заразени од коронавирусот. Повеќе од 1,8 милиони ја загубија битката со болеста. Само 7 држави на земјината топка, меѓу кои Северна Кореја, не пријавија ниту еден случај на заболен од вирусот. Михаел Милошевски за светската битка со невидливиот непријател. Коронавирусот одбележа 1 година постоење. Од неговата појава стана секојдневие во нашето живење, а се започна на 31 декември минатата година, кога кинеските власти алармираа за појава на мистериозна болест која предизвикува пневмонија. На 7 јануари беше идентификувана како нов тип на коронавирус, а на 11 ја зема својата прва жртва. Светската здравствена организација првично изјави дека вирусот не се пренесува преку воздушен пат и дека нема простор за паника, но набрзо се коригираа. На 11 март беше прогласена светска пандемија иако вирусот беше широко распространет и вон контрола. Од Кина се прошири низ целиот свет. Први на удар беа околните земји. Со ширењето на заразата државите ги затвараа своите граници. Се воведуваат досега незамисливи мерки. Полициски час, целосни карантини. Паниката од непознатото преовлада низ целиот свет. Апокалиптични информации пристигнува од Италија. Поради недостиг на капацитет во болниците, докторите беа приморани да одбираат кого да лечат. Со тоа започна и паничното купување на залихи на храна и тоалетна хартија. Иако изгледаше дека новиот Армагедон е на повидок, за еден пулмолокот со сесвото ова беше најсмешниот вирус кој постои само на Facebook.
Тој додаде дека сега е одлично време за шопинг во Италија, бидејќи имало огромни попусти. Не могу да веруjem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Što se žena tiče, vi slobodno u šoping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu. И покрај ова банално тврдење, вирусот не познава религија, националност и пол, а човештвото како никогаш досега се обедини барајќи соодветен одговор за него. Свој обид за потенцијална Нобелова награда за медицина имаше и американскиот председател, кој на своите граѓани им препорача една нетипична терапија. I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that. Свој момент на слава имаше и белорускиот председател Лукашенко, кој изјави дека пандемијата е само глобална психоза и доколку има вируси, лекот е во пиењето водка и користењето на сауна. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. Ниту светските лидери не останаа имуни. Првиот кој доби позитивен резултат беше британскиот премиер Џонсон, кој имаше тешка битка и заврши на интензивна нега. По него следуваа Болсонеро, Трамп и Емануел Макрон. На крајот на годината добивме и охрабрувачки пораки. По тестирањата вакцините на Pfizer и Moderna се покажаа како ефикасни против вирусот. Обединетото кралство стана прва држава која одобри вакцина за масовна употреба, а по нив следеа и останатите. Заедничките напори за создавање на вакцина за рекордно време дава надеж дека во новата 2021 конечно ќе се врати и стариот начин на живот, кој почнавме да го забораваме. Еве лото девојката Маријана Станојковска што посакува во новата година. 2020 година навистина беше година за памет за целиот свет, но сепак ето успеавме некако да пребродиме и да се прилагодиме на новонастанатите услови. Иако се уште нели се бориме со пандемијата на глобално ниво, сепак оваа тешка година во исто време и не научи повеќе да ги сите оние значајни мали моменти на кои што и да позаборавивме во последно време, на кои што можеби не придававме значење. Тоа сепак е она драгоцено време поминато со нашите најблиски. Не научи многу повеќе да го цениме нашето здравје, затоа што сепак нели здравјето е најважно. Не научи на трпеливост, на солидарност, на емпатија, на грижливост. Не знам, јас можам за себе да кажам дека оваа година, иако беше некако во застој, мина многу брзо ми помина и воопшто ете не ми пречеше да останам во својот дом. Запишете го бројот 28 и да видиме што ќе ни донесе во овој број. Па погледнете, имаме една седумка. Еве ќе посакам новата 2021 за сите нас да донесе пред се добро здравје, да донесе безброј убави мигови и да влеземе во новата година со една убава енергија, затоа што како велат, нели, после секој дожд доаѓа сонце. Македонија оди на Европско првенство. Ова беше една од најдобрите вести за годинава. Тамара Стојкова разговараше со селекторот Ангеловски за овој историски успех на македонската фудбалска репрезентација. Evo prilike Pandev! 1:0 vodi reprezentacija Makedonije, Goran Pandev postiže pogodak! 90 минути борба и гол вреден злато. Толку беа потребни студената ноќ во Тбилиси на 12 ноември да стане историска за најдобриот фудбалски колектив во земјава. По безмалку 3 децении независност и 240 официјални надпревари, Македонија го доби долго посакуваниот билет за влез во европската фудбалска елита. Македонија е на европском првенству по први пат у исторiji! Селекторот Игор Ангеловски се навраќа на еруцијата од солзи радосници, планиот свиреш на судијата за победа над Грузија. Вели кога ќе го исполните сонот на сите граѓани и сите претходни генерации кои заиграле во црвено-жолтиот дрес, тогаш сте свесни каква голема работа сте направиле. За Канал 5 открива каква била атмосферата во соблекувалната на полувреме. Некако забележав во првото полувреме дека се уште како да има некој одреден притисок во главите на фудбалерите, дека не е тоа
најдоброто од нив. Само сакав уште повеќе да ги опуштам, да им собратив со зборовите, дечки, многу сме поквалитетни од нив, само треба да се опуштите и овие се 45 минути кои треба да ни донесат историја и излезете, изграбчете историјата и израдувајте го нашиот народ кој со нетрпение чека да го зададеме завршниот удар. Грз пофалби реда странските медиуми за фудбалскиот сон кој стана јаве, благодарение на капитенот Пандев. Импресиите за искусниот ветеран не ги штеди ниту една од легендите на македонскиот фудбал, Љупчо Марковски Калц. Дециден е дека човек кој долги години игра во Европа и изгора на се во своето портфолио има и титула од Лига на шампиони, знае како се стигнува до успех. Според мене во ниеден момент немаше дилема дали Македонија ќе се пласира, бидејќи според рейтингот на фудбалерите кои во овој момент настапуваат, репрезентацијата, амбиентот фудбалски, ќе беше голем неуспех ако тоа не успеевме. Навистина, за разлика од многу други години, сега Македонија имаше свој водач во ликот на Пандев. Селекторот Ангеловски тоа умешно го искористи со своето знаење, со неговата поддршка и Македонија е таму каде што не била речиси 25 години ни приближно да се пласира. Фудбалските копачки во нашето прво европско првенство ќе ги вкрстиме со Холандија, Австрија и Украина. За Ангеловски без дилеми Холандија е апсолутен фаворит кој ќе биде тежок за надигрување. Марковски пак вели дека холанѓаните во последниве години и не се толку надмоќни како некогаш, но затоа австриците се тие кои нималку не треба да се потценат. Сепак и двајцата се согласни дека Македонија конечно има квалитетна фудбалска репрезентација која може достојно да се покаже. Репрезентацијата на Холандија може би е изразит фаворит во нашата група, Австрија, Украина, квалитативно се, нели, квалитетни репрезентации, но не се репрезентации против кои не може да се игра и против кои не може да се остварува позитивен резултат, така да мислам дека Македонија веќе не е репрезентација која стравува од никого. Ние покажавме и во претходната група дека Австрија некако не ни лежи. Значи во Скопје доживеавме еден висок пораз и австриците се некако и со нивниот клуб Салцбург и со некои други клубови и играчи покажуваат дека се во, да кажеме, во подем. Но според мене Македонија во овој момент има репрезентација што рамноправно ќе се бори со сите. Успехот на македонските фудбалери беше можеби единствената светла точка која на ковид цивилото му даде друга димензија. Се славеше на улиците и барем за момент се заборави на пандемијата. Дебитантскиот настап го отвораме на 13 јуни, а до тогаш селекторот се надева дека опасниот вирус ќе исчезне, за да може трибините во Букурешт и Амстердам да ги види во боите на македонското знаме. Еве порака и од Ранко Петровиќ, Буба Мара за среќна и берикетна нова година. Буба Мара е со нас. Некогаш викаме можеби не сакајќи ги предвидуваме работите или погрешно ги се гледаат. Тоа значи да пред неколку години на Злата Буамара поделивме 6000 маски во публиката како знак за протест против загадувањето на воздухот. Сите луѓе во публиката ги поставија тие маски, направивме историска фотографија. Па сега сме најзагаден град, до година може нема да сме. Ставете ги маските. Ова види каква фотографија. Но за жал еве Мајава фати сега сите да сме со маски и што се вика може на сите што има на некого му одговара, нели? Што немаат образ за тоа што не направија ништо спрема екологијата, но за нас што се вика можам само да те погледнам во очи. Тоа е меѓународот што се вика. Затоа сега оваа Буамара многу ќе внимаваме што ќе кажуваме на Буамара, бидејќи пред неколку години на еден митинг, на политички митинг кажа ќе си лежите, па испадна ние као народ да лежиме. Драги пријатели, добро вечер. Еве не по 23 пат. Вечерва сме под слоганот нема правда, ама има Буамара. Тимот веќе почна да се состанува. Ова е прва година сценариото за Злата Буамара на популарноста да го правиме, во која си замислуваме дека нема да имаме публика во салата, тоа е едното сценарио, а второто сценарио е нормално со публика во салата доколку дозволат условите. Hoće da se vrati u normalnu sve, kako bilo je to ranije.
конечно си оди оваа 2020 година, нека ни е срекна, здрава и паметна 2021 година, да ги спуштиме маските и оваа година да се насмееме и да запееме. Некои безрезервно им веруваат, некои се скептични, но секако има нешто вистинито во предвидувањата над звездите. Астрологот Симеон Атанасовски за Канал 5 открива што ни предвидуваат звездите за новата година. Ке има ли крај на пандемијата и ќе биде ли поберикет на 2021? Познакот на Македонија е овоен, а тоа значи дека секоја пролет Македонија малку е поосетлива во периодот март-април, така да и околу пандемијата треба да се пази од 14 март и посебно од 10 април таа недела. После тоа од мај натака енергијата може да се поправува генерално. Иначе на светско ниво околу 7 и 14 јануари, значи 22 и 29 јануари и 9 и 16 февруари. Всушност тие денови треба посебна внимателност во сообраќај. Значи самите денови е можен земјотрес преку 7 Рихтер, и затоа треба да се внимава дури и од патни нестреки, можен тероризам во светот и слично. Изложени земји од Европска Унија може да бидат Германија, Англија, Италија, можеби тука Јапан и Кина во светот, евентуално делови од Америка. Што се однесува на нас, околу 5 април треба да биде и почеток на некој напредок, бидејќи Јупитер влегува во знакот на Водолија, а тој би се задржал тука до летото, тоа значи дека секаков вид на револуционерни работи, на говестување на можни промени во технологијата, во уметноста и допринос на исти тие групи, така да тој се задржува и во наредните години по еден знак, така да може само технолошки најспремните да имаат развој. Па ние треба тука и да побрзаме на тој план. На прашањето ова е второ прашање, или каква ќе биде економска политичка состојба во Македонија и каков ќе биде односот на земјата со соседните држави. Јупитер Сатурн веќе помна тој ефект, тој ги засени дури експертите и образованите луѓе. Скоро во сите сфери нема баш одговор на тоа што се случува 2020 година, во повеќе сфери, пред се здравството и секако економијата. Се појавија многу млади луѓе кои ги критикуваа авторитетите, така да тренд ќе продолжи во наредните години и тој ефект на Јупитер Сатурн всушност е најавен. А во 2021 продолжува ова астротанго, да го кажеме, на овие две планети, кои може да го зголеми за жал немирот кај луѓето и ние треба да не губиме време, технологија да инвестираме, пред се очекува припрема и скок на 5G технологијата, која ќе отвори многу работни места и тука е дел од одговорот на економската политичка состојба во државата и пошироко. Така да тоа ќе допринесе да се поврземе и со светската трговија. Што се однесува пак до дали ќе овозможи тоа развој во 2022, зависи од 2021 како би ја ние поставиле. Одредени професии секако ќе напредуваат, поврзани нормално со компјутерските и софтверските вештини. Тука доаѓаат чување на бека податоци, работа на интернет, секако електронско трговија, компјутерски игри може да бидат тренд и секако треба да се фати чекор со дигитализацијата што ние веќе достигнеме генерално. Можеме, значи, како Македонија да очекуваме спор напредок кој веќе е навестен со годините изминати, а шансата наша е Западот и Истокот заради ефектот на отварање на нови можности за некоја соработка поголема. Овој ефект го прави Јупитер кој работи со Исток и Сатурн кој најчесто работи со Запад како планета. Иначе нашата планета, нашата држава е подготвена за соработка на овој план, но треба некои економски експерти да конкурентно вклучиме и да направиме подобра анализа за годините што престојат. Не треба да губиме време. И тука е крајот на новогодишните вести на Канал 5. Ви благодариме за довербата во цела ова измината 2020 година. Бидете живи, здрави, посрекни во новата година. Бидете одговорни, гледајте Канал 5 и уживајте во вечерашната новогодишна програма. Пријатна вечер.